Системот на ротација повторно бил кобен за Алфа ТВ, единствената критички настроена телевизија кон власта, која по кој знае кој пат е единствена национална која не е повикана на владино патување во странство, сега во Берлин. Премиерот Димитар Ковачевски вели дека PR службата знаела кои медиуми и како се повикувале на патувањата, но сепак одговор од таму се уште не добивме на конкретно поставените прашања од вчера, врз кој критериум беа одбрани медиумите која покрива официјалната посета на премиерот во Германија, колку медиуми беа поканети и колку члена броеше делегацијата за посетата на Германија. Конкретен одговор немаше ниту од премиерот, само ни кажа дека еднаш не викнале на патување во Белград. Едни медиуми исти се викани цело време, а пред тоа 3 или 4 настани Алфа не беше повикана. Не е точно дека се викани истите медиуми. Апсолутно можете да ги проверите податоците во секторот за односи со јавноста. Интересно е што токму за случајот со Германија се случајен куриозитет на наше изненадување добивме повик од PR тимот на владата за присуство на патувањето на премиерот во Берлин, но набрзо телефонот зазвони повторпат да ни известат дека станувало збор за грешка. Премиерот не сакаше конкретно да одговори ниту зошто едни исти медиуми се повикуваат цело време, а Алфа е така речиси секогаш избегнувана, како што беше во примерите со Словенија, Молдавија, Австрија, чесувањето на светите браќа Кирил и Методи во Рим. Медиумите се повикуваат на системна ротација и при последната билатерална посета официјална на Србија, мислам дека беше телевизија Алфа дел од медиумите, ако добро се сеќавам, меѓутоа тоа службите го знаат и го проверуваат. Меѓутоа нема никаква селективност, има само принцип на ротација со оглед на бројот на луѓе кои што можат да бидат дел од делегации да се покријат соодветно трошоците. Од ЗНМ за Алфа велат дека владините посети треба да ги следат само јавните медиумски сервиси МРТ и МИА, но ако има простори за други медиуми, тоа треба да биде на неселективен начин и со транспарентни критериуми, ако трошоците за медиумските работници за посета се плаќаат со пари на граѓаните. Поинаков пристап може да се толкува и како фаворизирање на конкретни медиуми, немањето на транспарентни и јасни критериуми за тоа како е направен изборот и кој медиум ќе известува за официјалната владина посета во странство, создава дискриминација во медиумскиот сектор и ги става медиумите во неравноправна положба, а и остава простор за фаворизирање на конкретни медиуми од страна на јавни институции. Но проблемот не се само патувањата, представници на владата од премиерот кој јавно ја нападна Алфа поради нејзината уредувачка политика, па сите министри, други функционери и директори упорно одбиваат да гостуваат во наши емисии и не ги префаќаат поканите за интервјуа. Исто однос има и од страна на владеачките СДСМ и ДУИ. За разлика од функционерите, разни инспектори и истражители немаат проблем да постат телевизијата за да се обидат да најдат некоја неправилност, но со години тоа не им успева. Веројатно проблемот на владините функционери се незгодните прашања што ги поставуваат нашите новинари, како на пример за тоа колку чинеше посетата на Америка на премиерот Ковачевски и кој го плати патувањето на неговите деца со него. Рокот за одговор на барањето согласно законот за информација од јавен карактер истече, а од кабинетот се уште само молк.